И рече, еден човек имаше 2 сина. Помладиот од нив му рече на татка си: "Татко, дај ми го делот што ми припаѓа од имотот." И таткото им го раздели имотот. По неколку дена помладиот син, кога собра се, отиде во далечна земја и таму го потроши својот дел, живеејќи блудно. И откако потроши се, настана голем глад во таа земја и тој се најде во мака. Па отиде кај еден човек во таа земја и се погоди и тој го прати во своите полја да пасе свињи. Истраден беше да го наполни својот стомак, макар и со рокчиња што ги јадеа свињите, но никој не му ги даваше. А кога дојде на себе си рече: "Колку наемници кај татко ми имаат леб во изобилие, а јас пак тука умирам од глад. Ке станам и ќе отидам кај татко ми и ќе му речем: Татко, сгрешив против небото и пред тебе, и не сум веќе достоен да се наречам твој син, но прими ме како еден од своите наемници." Па стана и отиде кај татка си. И кога беше уште далеку, го виде неговиот татко и се сожали на него, па потрча, го прегрна и го целива. И синот му рече: "Татко, сгрешив против небото и пред тебе, и не сум веќе достоен да се наречам твој син." А таткото им рече на слугите своји: "Изнесете најубава промена и облечете го, и дајте му прстен на раката негова и обувки на нозете. Па доведете едно згоено теле и заколете го, да јадеме и да се веселиме. Зашто овој мој син мртов беше и оживе, изгубен беше и се најде." И почна да се веселат, а постариот негов син беше в поле и на враќање кога се приближи до куќата, слушна песни и извици. И тогаш повика еден од слугите и го праша: "Што е ова?" А тој му рече: "Брат ти си дојде и татко ти закле едно згоено теле, затоа што повторно здрав го доби." Тој се налути и не сакаше да влезе, тогаш излезе татко му и го молеше. А тој му одговори на татка си и му рече: "Еве, ти слушам толку години и никогаш не ја прекршив твојата заповед. И мене не си ми дал ниедно јаре за да се повеселам со моите пријатели. А кога дојде овој твој син, што го упропасти својот имот со блудници, за него ти закла згоено теле." А тој му рече: "Синко, ти си секогаш со мене и се мое твое. Но требаше да се зарадуваме и развеселиме, зашто овој твој брат беше мртов и оживе, изгубен беше и се најде." Амин. Фала Нена. Ще се помолиме заедно. Троједин Господе, заедно ти пристапуваме како Твоја црква, Господе. Ти си оној кој што не осветуваш преку Твоето Слово и молиме, Душе Свети, ова утро, Господе, да ги осветиш нашите срца, да ги обновиш нашите умови, Господе, да се што правиме, Господе, со мисла, со збор или со дело, ти даде слава Тебе. Во името на Исус молиме. Амин. Амин. Поздрав и од мене. Драго ми е што сме заедно денес. Секоја прилика кога имаме да бидеме заедно ми е наистина мило. Фала многу. Ова приказна што сега прочита Нена е една од омилените приказни, особено на евангелизаторите. Верувам дека и некој од вас може да рече дека е и за вас омилена. Но сите ние сакаме приказни. Нели? Плакаме добри пари да видиме добра приказна, да отидеме на кино, да отидеме на театар, да слушнеме некоја добра музика која што често пати има и некоја приказна во неа и така натаму, затоа што приказните имаат сила да пренесат нешто. Јас се сеќавам на мои 7-8 години, секоја приквечерина мајка ми ни раскажуваше приказни со брат ми. Не секоја, ама скоро секоја. И после некој време приметив дека всушност пред да ни раскаже приказна, таа оди кај телефонот, тоа време телефонот е фиксен нормално, ова е 95-6 негде, и ќе зазвони на телефон, ќе ја земе слушалката и само слуша, не збори ништо, и после некој време ќе дојде ќе ни раскаже приказна. И ја викам, што е оваа работа сега? И почнавме да инсистираме со брат ми, што е сега, што има врска телефонот. И после некое време жената не вика, сега ќе ви покажам, и звони на еден број, мислам дека на МРТВ беше тогаш, има една снимена порака, практично кога ќе ти крене телефонот, се активира приказна. Раскажувачи во МРТВ што работат, раскажуваат приказни. За мене тоа беше магија, значи од каде сега ова некоја си жена, маж од телефонот раскажува овие мои милени приказни. И после некој време свати дека нели сега ние знаеме дека телефонот раскажува приказни и најверојатно и Олес ни вика ќе задзвонам јас, вие слушајте приказна, да не ја раскажувам јас.
А и секако раскажувачите од МРТВ со нивните радиофонични гласови се супериорни во нивното раскажување. Понатаму она веќе кога одеше на работа ние го научивме бројот и по 10 пати на ден си ја слушавме една приказна. Се додека еден ден не дојде телефонска сметка која што направи една нова приказна во нашиот дом. Но приказните имаат огромна мок, имаат огромна потентност во себе. И верувам зашто ги сакаме, особено поради две нешта, поради две причини. А тоа е дека ти имаат една трансцендентна сила во нив. Имаат способност да тој што ја слуша приказната, да излезе од својата приказна, од својот живот, да биде пренесен преку моќта на раскажувањето во една друга приказна и да си го види сопствениот живот во една нова перспектива. Да добиеме преглед на нашиот живот која што нашето секојдневие не дозволува да добиеме. Тоа е едната причина зашто приказните се многу мокни. Но во исто време тие имаат способност да пренесат длабоко значење, теолошки вистини или било какви пораки всушност, без притоа да се спротивставиме на нив, да аргументираме или да спориме. Што мислам по тоа? Можеме ни да земеме на доктрина или учење и да речеме, чека, па јас не мислам тоа дека е така, ти мислиш вака, јас мислам онака, и да почнеме да спориме околу тоа, ама чека, овие стихови зборат вака, оние стихови зборат вака, додека кога ќе слушнеме на приказна, таа нас целосно не разоружува од протиставување и дебатирање. Еден пример за тоа е едно од најгорливите теолошки прашања во времето на Исус е кој е мојот ближен. И многу луѓе го поставуваат тоа прашање. Верувам дека знаете дека причината не беше најчесто мотивот, не беше како јас да дознам кој е навистина мојот ближен за подобро да го љубам, туку мотивот беше како можам јас да ставам што е помалку луѓе во таа категорија на мојот ближен, што не морам да ги љубам. Тоа беше мотивот на луѓето. Исус, знаејќи го ова, кога му доаѓаат во една прилика луѓе од фарисеите да го прашаат кој е мојот ближен, тој што им одговара? Им раскажува приказна. Во приказната им вели имаше еден човек кој што многу настрада на еден пат каде што ретко поминуваат евреи и всушност поминаат тројца луѓе, а тие тројца луѓе се архетипот на луѓето кои што ги поставуваат овие прашања, свештеник, фарисеи и еден евреј, кои што додека ги бараат точните одговори на ова прашање немаат намера да ги живеат. Ни еден од нив не застана да му помогне. И кој застана да му помогне? Застана да му помогне еден самарјанин. И додека Исус им ја раскажува оваа приказна, луѓето едноставно немаат на што да се спротивстават. И затоа приказните имаат сила да пренесат длабоки значења во нашиот живот, кои што ние ги примаме речиси безрезервно, без аргументирање, без дебатирање. Затоа и сведоштвата се една од најмокните алатки на црквата. Ја раскажуваат Божјата приказна преку мојот живот, преку твојот живот. И затоа треба меѓу другото да бидеме и внимателни какви приказни ние слушаме, какви филмови гледаме, каква музика слушаме и така натаму и така натаму. Но се вратиме на нашата приказна. Исус ја раскажува брилијантна приказна на еден брилијантен начин која што всушност има еден намерен дефект. А тоа е приказната нема крај. Приметивте дека ова приказна нема крај? Влегува ли братот внатре да прослави? Не знаеме. Ќе видиме зошто. Но ајде да видиме малце во однос на контекстот на оваа приказна. Во Лука 15 глава, на почетокот пред да ја читаме приказната или параболата за загубениот син, вели вака, Лука: се приближуваа кон него сите цариници и грешници за да го слушаат, а фарисеите и книжниците се бунеа, велики: овој прима грешници и јаде со нив. И тој им ја раскажа оваа парабола и им рече. Сега не ја раскажува директно оваа парабола која што ние ја слушавме, раскажува една друга парабола, раскажува 3 приказни поред. И сите овие 3 приказни имаат заедничко, а тоа е темата. Темата е нешто е загубено и треба да се најде. Првата приказна е за загубената овца. Но имате на ум дека сега Исус го слуша една мешана публика. И таа мешавина е многу контрастна. На една страна ги слушаме фарисеите и закониците, кои што се на некој начин теолозите, пастирите, учителите на Израел. Од друга страна слушаме дека има една друга група за кои што тие не го дуваат, кои што се викаат даночници и грешници на генерална терминологија. Сега, првата парабола е за загубената овца во Израел.
Првото негодување е како е можно Израел да има загубена овца. Не постои загубена овца во Израел. Ако е загубена, таа не е веќе израелска. Затоа овие луѓе за кои што тие негодуваат се луѓе кои што едноставно се исклучени од Божиот завет. Ако се тие биолошки евреи, според фарисеите и закониците, овие луѓе немаат учество во заветот на Јахве. Тие го прекршиле, излегле. И знаете, во оваа категорија на грешници влегуваат многу луѓе. Па речи си сите освен нив. Меѓу оние што се очигледно можеби морално луѓе неподобни, влегуваат во грешниците и пастирите, овчарите. Не знам дали знаете дека овчарите ги сметале за грешници. Зошто? Затоа што не можеле да држат ритуална чистота да партиципираат во учеството на храмот. Меѓу другите биле сметани за грешници и луѓето кои што работеле тешка физичка работа. Зошто? Затоа што биле премногу отсутни на работа да не би можеле да доаѓаат во синагогите често на поучување на Тората и на изучување на Тората. Така, во овој спектар на грешници се скоро сите луѓе, неподобни, одвоени од заветот на Бог. И сега ние имаме тука, и практично имале една терминологија за овие луѓе, која што значела недочистено ѓубре. Односно, Господ ќе го расчисти Израел и ова е ѓубрето кој што еден ден Господ ќе го расчисти. Брутално, ама така било. Рековме, првата приказна е за загубена овца и пастир. Ова приказна има два многу едноставни и јасни символи, многу е кратка. Имаме пастир, кој што е во случајот Јахве, Господ, како според Стариот завет учењата и според некои пророштва, тоа е Бог кој што доаѓа и се грижи за своите овци. И интересно е колку е контраверзно всушност кога Исус за себе вели јас сум добриот пастир. Они слушаат нешто друго, не слушаат само јас сум оној што се грижи за вас. И Исус поракате дека загубената овца кој се? Се Божиот народ кој што не живее во заедништво со Бог. Се луѓето што се тука, тие се загубената овца. Во ред, многу е јасно. Бог си доаѓа по својот народ според Исус да го прибере дома. Втората порака која што доаѓа пред параболата за загубениот син е приказната за жената која што загубила една паричка. Се сеќавате на таа приказна, верувам, повеќето од вас. Сега, овде приказната ни кажува Исус, една жена имаше 10 парички и загуби една од нив. Ова нас ни дава една друга слика, затоа што има 10 парички. Некои од вас сте биле на, можеби или сте гледале една традиционална македонска галичка свадба и можеби се сеќавате дека жените, оние кои што се невестите на свадбата, имаат еден превес со парички околу главата, односно напред на челото. Тоа е еден стар символ уште од кананската земја, дека жените кои што се мажат им се дадени 10 сребрени парички како символ, како завет на тој брак. Всушност кој што имаат и некакво материјално наследство во тоа. И практично овие 10 парички се нешто што е денес венчалниот прстен. Значи тоа е символ за заветот што ова жена го има. Сега, загубената паричка е јасно. Загубената паричка е загубениот народ во Израел. Ама тогаш која е женава? Жената е Израел. Таа која што има завет со Бог. Таа чиј завет кој што е пореметен заради тоа што нејзиниот народ не живее во заедништво со Бог. И сега, слушајќи го овие луѓе Исус, слушаат две контрадикторни пораки. Кој треба да оди сега по загубените? Бог треба да ги собере загубените? Или ние треба да ги собереме загубените? Израел. Кој треба? И затоа Исус ни кажува последната трета приказна која што ги собира овие две на едно. И тоа е приказната за загубениот син. Ако влеземе малку во приказната, гледаме дека овие два сина, односно едниот од нив го напушта таткото, заминува, го зима целото наследство кое што него му следува. И додека живее во една туѓа земја, која што е практично символ за надворот Израел, доаѓа до една очајна ситуација. Доаѓа до момент до кој што, знаете, ако има дно, го пробива дното и уште оди под лавок. Тој, покрај тоа што
го уништил семејството, го уништил на некој начин добробитот на тоа семејство, го повредил емотивно таткото, својот брат и сите останати, оди да служи во туѓа земја. Во туѓа земја. И откако губи се, а што губи се, станува слуга на свињи. Тој служи на свињи. За евреин тоа е една, како да кажам, непоимлива ситуација. А што е сега слуга на свињи, па уште тој решава да јаде од истата храна со нив. Овој човек е ужасен во очите на неговите слушатели. Како е можно Бог да се грижи за еден ваков човек, кој што сите можни параметри што ги прекршува, имагинацијата ни ја носи до друго место, до кај може човек да оди. И фарисеите, како на некој начин да негодуваат, да викаат, еве, ти ова приказна што раскажуваш за овие луѓе, тие стварно се толку лоши. На вистина се толку лоши. И потоа Исус се раскажува еден дел со кој што верувам дека им вели, вие немате поим колку е полоша ситуацијата од што мислите. Ситуацијата е далеку полоша од што мислите. И потоа во тоа негово очајување тој решава, добива идеја. Тој решава да направи еден план како да се врати дома. И тој вели, во домот на мојот татко, неговите, само да го најдам сега стихот како вели, во домот на мојот татко, наемниците имаат леп да јадат, а јас тука умирам од глад. Ке се вратам, ке станам кај татко ми, ке му речам, татко, сгреши против тебе, против небото, и не сум веќе достоен да се наречам твој син, прими ме како еден од своите наемници. Ова фраза е она што Исус вели е уште полошо. Она што на нас ни звучи, вау, супер човеков доаѓа до некое си покаяние, па сака да се врати дома. Може би има едно вистинско покаяние кај човекот кој што навистина жали тоа што се одвои од неговиот дом, но ова е еден релативно манипулативен план за како да се врати овој човек дома. Освен тоа што тој подготвува еден рецитал, како ќе го каже, не знам дали приметивте дека во домот на неговиот татко има слуги и наемници. Слугите се оние кои што се врзани практично како робови, тие живеат во заедништвото на тој дом. Тие немаат практично слобода да прават што сакаат со својот живот, таму служат, таму живеат, како и да е тоа едно друго време. Но наемниците се луѓе кои што се фриленсери. Тоа се луѓе кои што взимаат дневница. Доаѓам денес 8 до 4, завршувам, пари на рака, јас си одам, имам своја работа. Иако овој човек сака да се врати дома, сака да си задржи одредена автономија за себе. Сака се уште да си го има своето. Да, татко сгреши в небото, ти сите тие работи, ама ако може уште малце ја да си задржам нешто за себе. Да не го дадам сето тоа што треба да го дадам. И фарисеите верувам дека косикуваат. Каде води ова приказна? Зарем може ваков човек да биде искупен? Од кај што е тотално морално корумпиран? Па уште е манипулативен преварант, кој што сака да ја злоупотреби емотивната состава на неговиот татко. Сака да се врати назад и да игра на една карта. И знаете, се враќа дома загубениот син со неговиот спремен рецитал. Татко, сгреши пред тебе и пред небото, не сум достоен да бидам наречен твој син. И што прави таткото? Таткото пред да го слушне уште ова, тој веќе го бара. Тој веќе гледа, седи и чека, најверојатно со денови, можеби месеци, да неговиот син се врати дома. Тој веќе го бара својот син, се стрчува кон него и го прекинува пред да го каже неговиот манипулативен дел. Татко, сгреши пред тебе, пред небото, не сум достоен да се наречам твој син, и тој веќе го гушка, го прегрнува и го прима дома уште пред да однесе муабетот на едно друго место. И фарисеите велат, да, овие луѓе го сакаат Бог само заради благодетите што Бог ги дава. Бог за себе не го сакаат. Овој човек не е тој кој што се представува дека е. И сега, додека тие дома влегуваат и прославуваат за овој нов
живот на младиот син, доаѓа на сцена постариот брат. Оној кој што остана верен и послушен на својот татко. И вели, постариот негов син беше в поле и на враќање кога се приближи до куќата, слушна песни и игри. Тогаш повика еден од слугите и го праша, што е ова? А тој му рече, брат ти си дојде и татко ти го закла згоеното теле, затоа што повторно здрав го доби. Тој се разгневи и не сакаше да влезе. Тогаш излезе татко му и го молеше. И тука гледаме човек кој што е гневен, бесен и огорчен. И луѓето кои што го слушаат, викаат, управо е. Како поинаку да реагираш на оваа ситуација? Зашто да му замериме на овој човек, на неговиот гнев и на неговата огорченост? Тој е оној кој што остана дома, тој е оној кој што бил послушен и сега овој човек најнаш добива сите бенефити преку ред. И татко му го моли да влезе. Буквално го моли. А тој одбива и едно време му враќа на татко му и вика, еве ти служам, ти робувам. Односно, кај нас овој збор ете, на македонски не е идеален превод, буквално зборот вика, слушни ме, види ме, слушај ме, како да се чувствува тотално занемарен од својот татко, како да татко му е важно само да разговара за неговиот брат. Ој вика, слушни ме што ти зборувам. Ете, ти служам, а сега он користи еден друг збор тука, ти робувам. Ти робувам, јас сум ти тебе роб. Толку години не сум прекршил ни една твоја заповед. А мене не си ми дал ниту едно јаре, за да се развеселам со моите пријатели. А штом си дојде овој твој син, што го упропасти имотот твој со блудници, за него го закла згоеното теле. Слушни ме, види ме, ти служам, ти робувам и овој твој син, кој што не го нарекувам ни мој брат. Се некои од клучните моменти во оваа интеракција. И таткото му враќа. Синко, ти си секогаш со мене и се што е моје твое. Но треба да се радуваме и веселиме зашто овој твој брат беше мртов и оживеа. Беше изгубен и се најде. Што гледаме овде една слика? Гледаме човек кој што живее во заедништво со својот татко, во домот на неговиот татко. Човек кој што е послушен на својот татко и човек кој што воопшто не го познава својот татко. За жал. Човек кој што воопшто не разбира каков е неговиот татко. Ова приказна можеше да заврши во вториот стих. Ова приказна се случува до овде на сметка на волјата на таткото да страда за неговите деца. Ова приказна можеше да заврши, беше еден син, имаше еден човек, имаше два сина, имаше наследство, едниот му дојде му рече, дај ми го мојот дел, и овој ќе му рече, не. Приказната завршува, нема понатаму приказна. Но овој син се враќа, има прослава, има негодување, има разговарање, има молење. Сета ова приказна се случува ради волноста на таткото да страда за неговите деца. Оно што го гледаме е дека ова приказна се вика приказната за загубениот син. Тоа е наслов кој што верувам дека повеќето Библии го имаат, речиси сите, параболата за загубениот син. Тој наслов не е практично во самата Библија е додаден. И ако сакаме да преименуваме оваа приказна, можеме комотно да ја преименуваме во приказната за загубените браќа. Зашто ние имаме двајца браќа, кој што едниот е загубен во неговата непослушност, а другиот е загубен во неговата непослушност. Едниот е географски одвоен од својот татко, а другиот е интимно одвоен од својот татко. Гледаме приказна за луѓе, за двајца браќа, кои што знаат нешта за својот татко. Овој ги знае очигледно намерите, волјата на својот татко. Јас сите твои заповеди ги чувам цел мој живот. Јас знам што сакаш ти. Јас знам што бараш ти од мене. Ја тоа го правам. Знае многу работи за својот татко, но не го познава неговото срце. Не го познава каков е овој татко кон него. И толку е лесно како христијани да живееме особено во оваа позиција.
Знаете, често пати кај нас, кога зборуваме на библиска, го спомнам овој пример. Повеќето од вас тука имате деца. Сила, кај Сила е доле. Сила има 5 години? 5 години. Сила има 5 години. Тој е син на Џон. Ако седнете половина час да разговарате со Џон, да му направите едно интервју, вие ќе да знаете многу работи за Џон. Што учел, кај работел, каде живеел, што сака, што не сака. И најверојатно во тој половина час вие ќе имате можност да одговорите многу повеќе точни работи за животот на Џон отколку Силас. Вие ќе знаете повеќе работи за Џон од Силас. Но Сила го познава Џон на начин на кој што никој од вас не може да го познава. Тој го познава од една друга позиција, од една друга интимност. Џон има друго татко за Сила, тој се вика тато. Друго име. Има друго име. И во оваа приказна гледаме дека имаме луѓе кои што знаат работи за својот татко, но воопшто не го познаваат или не го познаваат доволно добро. Да знаеш што Бог сака од тебе не е исто како да знаеш што Бог сака за тебе. Тие нешта не се исклучуваат меѓусебно. Ние треба да целиме да знаеме нешто за Бог како би го запознале подобро. Имено зашто ставам тука да зборуваме, за да знаеме нешто повеќе за Бог. Но прашањето е не само што сакаме да знаеме со Бог, туку што сакаме да искусиме со Бог. Да бидеме со Него, да го запознаваме интимно, знаење за Него секако ќе се придодаде на тоа. Растење во заедништво, во интимата со Бог, расте и во знаење, познавање на Бог, знаење за Него. Има една позната приказна, мислам дека од Толстој, или можеби од Достоевски, за дознавањето на архиепископот на Руската црква дознава дека има неколку хермити, тоа се монаси кои што живеат во изолација, на еден остров. И некој му кажем, вели, оче, вика, таму има, вика, тројца посветени, вика, браќа кои што служат секојдневно молитви, постови, све прават, вика, за Бога, ама нема кој да ги поучи, не знаат ништо за Него. Ајде отидеме да ги поучиме. И вика, ајде, оди архиепископот со брод, стигаат на островот, поминуваат некое време, им раскажуваат, веруваме у доктрина за тројство, ова е Отец, Син, Свет Дух, ова е доктрина за што е и дае за инкарнација и така натаму ги поучуваат неколку дена и викаат, ајде браќа, останете со здравје, се најдобро, ние си одиме. И бродот врти назад и тргнува и по некое време слушаат некој вика позади нив. И се вртат назад и гледат овие тројца монаси трчаат по водата и викаат кон бродот, оче, како беше таа доктрината за тројството, повтори ни ја пак. Поентата на приказата е дека луѓе кои што можеби не ги познаваат зборовите за учењето за Бог, непречено живеат во реалноста на Бог. И повторно ќе кажам, едното не го исклучува другото. Ако некој ме праша, дали би сакал ти да бидеш добро образован за Бог? Или необразован? Кој би го одбрал? Да, сакам да знам точни работи за Бог, сакам да знам работи за Бог. Но не смееме да целиме само кон тоа. Сега, претходно имавме приказна, која што Бог е пастирот, ја бара загубената овца. Во втората приказна имаме Израел. Луѓето кои што треба да бараат загубената паричка или луѓето кои што се загубени од Божиот завет. И сега оваа приказна на некој начин ни ги униформира тие две приказни. Сега, јас предпоставувам, не сум сигурен 100%, ама предпоставувам дека кога луѓето ја слушаат оваа приказна, оние што го слушаат и со оригиналната публика, слушаат едно ехо од една друга приказна. Оваа приказна е базирана на една друга приказна во Стариот Завет. А тоа е приказната за Јаков и Исав. Имаше еден човек кој што имаше два сина, кои што се скараа за што? За наследството. Едниот го измами другиот, му го зема наследството и замина каде? Во туѓа земја. И додека беше таму во туѓа земја, очајуваше и сакаше се врати дома. И кога се враќа дома, што се случува? Има една различна ситуација. Го нема Исак. Исак е починат. Сега што останува?
останува единствено Исав. А Исав, што знаеме од почетокот на приказната, е дека е доста груб човек, дури неговото име тоа го порачува, дека тој е еден многу груб човек, кој што не му е баш галја него за духовни работи. Дај една чорба да се најадеме и да завршиме работа. И сега Јаков се враќа некај дома, повторно, со еден манипулативен начин како за загубениот син. Првен ги испраќа децата, да го омекнат малце, па ги испраќа жените, може би рече ајде да не правиме конфликт, пошто он гледа дека Исав го чека него далеко со 100 луѓе. И вика што ќе биде сега оваа работа. И на крај трето му праќа поклони. Значи, она што викаат го омекнува, го полека тендерайз му прави, го работи. И кога стигнува Јаков кај Исав, што се случува? Дали некој се сеќава на таа приказна? Исав го очекува и истрча пред него и го прегрна. Му се обеси околу вратот и го бакна. Читате истите гестикулации, истата реакција како таткото во приказната? И сега пазете што му вели Јаков на Исав, неколку стиха подолу. Кога го видов лицето твое, знае некој да доврши? Не. Беше како да го гледам лицето на Бог. Кога го видов лицето твое, беше како да го видов лицето на Бог. Сега имаме една приказна во која што ни се спојуваат сите три приказни. Постариот брат во случајов го примил вистинското наследство. Наследството кое што му беше пренесено, кое што му беше дадено на Авраам, на Исак, да биде Божи народ, вистински Божи народ, да ја отелотвори Божјата природа на дарежливост, на милост, на отворени раце. И ние гледаме дека Исав го превзел наследството на Исак. Дека тој на вистина станал човек обожен, осветен, кој што наследил природата на неговиот татко. И ова приказна е повик за оние кои што останале дома, за оние кои што се дома, а тука една од имињата на црквата е Божиот дом. Дека оние кои што останале, оние кои што се во Божиот дом, може да најдат заедништво и интима со Бог, додека ги пречекуваат оние кои што се надвор од Божјото семејство, оние кои што се загубени, оние кои што заминале. И знаете, во некоја прилика од нашите животи, можеби некој од нас се чувствувал како да бил загубениот син. Рековме претходно, кога читаме приказни се идентификуваме со ликови, не пренесуваат во приказната. Јас се сеќавам првиот пат кога ја читав оваа приказна, апсолутно за мене тоа беше ликот на загубениот син, на оној кој што заминува дома, оној кој што е непослушен на таткото. Но ако помине доволно време во живот во црквата, во кој што нашиот живот станува пред се обседнат со правила, со закони, со себе, ја што правам, ја како му служам на Бог и така натаму, тенденцијата да станеме како постариот брат не ни бега. И прашањето за нас е како да не станеме како постариот брат. Како да станеме луѓе кои што останале како Исав, кои што останале во домот, ама останале да бидат фигурата на таткото, кои што кога ќе влезат во заедништво со луѓе кои што не го познаваат Бог, може да каже начинот на кој што ти ме третираше, начинот на кој што ти ме пречека, начинот на кој што ме трпеше, ме толерираше, ми објаснуваше, мојата слабост ја носеше врз себе, беше како да го видов лицето на Бог. Таа е привилегијата на Божиот народ. Да биде не само во домот на својот татко, не само да може да каже бевме послушни и не прекршивме ни една заповед, туку да може да каже со радост ќе стојам напред и ќе го пречекам мојот брат, мојот загубен, не само твојот син, туку мојот брат или мојата сестра. Луѓе кои што ќе го прослават враќањето на тие луѓе. Луѓе кои што нема да додаваат како фарисеите
бремиња и тежини и не знам ти што друго, да би рекли на некој, за да имаш заедништво со Бог треба ова и продолжи ја листата колку сакаш. Тоа е една измама, една можност да оној кој што останува дома биде зафатен од тоа. Се сеќавате, ова приказна постојано се повторува, ова приказна постојано се одигрува. На различни места, со различни ликови, со различни улоги, погледнете раната црква. И под раната, мислам, новозаветната. Имаш една група евреи од Ерусалим, кои што одат по црквите, кои што се нееврејски, што им велат? Се супер вие што го следите Христос, ама треба да се обрежате, треба ова и така натаму. Сега ние пошто не сме евреи, тие работи нас не интересираат, ама ние имаме наши треба ова. Додека она што Бог не поканува е да стоиме за него и да ги пречекаме оние кои што Бог ги нарекува своји загубени деца. Бог нека ни даде сила и нека не обновува да станеме такви луѓе и тоа да го правиме. Амин. Ајде се помолиме заедно. Господе, ти благодариме за Твојата изобилна милост. Господе, ти си оној кој што не пренесе од царството на темнината, од царството на Твојот возлюбен Син Исус Христос. Ти си оној кој што не изми, Господе, не очисти, оној кој што не обновува. Ти благодариме за таа Твоја милост, Господе. Молиме да, Господе, да од нас да продолжиш да правиш луѓе кои што ќе имаат заедништво со Тебе во пречекување на оние кои што не Те познаваат. Да бидеме оние кои што ќе Те отсликаат Тебе, Господе. Твојата љубов, Твојата милост, Твоето трпение, Твојата добрина кон оние кои што, Господе, се далеку од Тебе. Помогни, Господе, да не бидеме окупирани, Господе, со тривијални второстепени работи, Господе, туку навистина да секогаш пред нас биде Твоето царство и она што Ти го правиш помеѓу нас. Ти благодариме што Ти тоа и го правиш, Господе. Амин.